Одморите само што започнаа, ама со тоа започнуваат и европските обврски на македонските фудбалски екипи. Вардар, Силекс и Работнички во конференциската лига. Шкендија во квалификациите на Лига на шампиони. Сите наши екипи се аутсайдери според жребот, ама тоа е само на хартија. Мене ми изгледа интересно европско лето за македонските екипи. Еве зошто. Први играч Шкендија, актуелниот шампион кој игра во квалификациите за Лигата на шампиони. Шкендија е веќе во Велс, Волсфестри, каде што во вторник од 20 часот играат со велшкиот шампион, ТНС. Интересно, ама Шкендија и ТНС веќе имаат играно меѓу себе во европските купови. Тоа беше во 2018 година кога Шкендија во Скопје победи со 5-0, што е едно од највисоките евро победи на македонските тимови. Додека во Велс домаќинот изненади и победи со 4-0. ТНС во своите редови има највеќе фудбалери од Англија и од Велс. По еден имаат од Ирска и од Полска и двајца од Северна Ирска. Играат класичен осовски фудбал и мислам дека квалитетот е на страната на Шкендија. На првиот меч не знам што ќе биде, ама вкупниот победник ќе биде Шкендија. Велшаните во пеколот во Скопје следната недела тешко да издржат и едно полувреме. Вардар, големо враќање на европската сцена кога никој не го очекуваше тоа. И може да се каже дека Вардар имаше највеќе среќа при жребот од сите македонски екипи. Беа неносители, а им се падна тимот Сан Марино, Ла Фиорита. Прв меч во Скопје, четврток, почеток 20 часот и 30 минути. Вака значи, Вардар заврши одлична работа за време на подготовките. Одигра пријателски надпревари со силни екипи и донесе квалитетни засилувања. Сега тимот е уште подобар од минатата сезона. И мислам дека работата ќе заврши уште на првиот меч во Скопје. Ама е полека. Овие екипи во Сан Марино знаат понекогаш да изненадат. Сега, тоа да не се случи против Вардар. Билетите се веќе пуштени во продажба. Одлучено е за овој надпревар да бидат отворени јужната и западната трибина. Цените за јужната трибина се 300 денари, за западната символично 100 денари. И тепа Вардар, дечки, и као што кажав, ќе заврши работата на првиот меч. Следе меч, Работнички Торпедо Белас од Белорусија. Првиот меч се игра во четврток на гости, од 20 часот. На гости, ама усвари не е на гости, се игра на неутрален терен. Надпреварот ќе се одигра во Унгарија. Тука ќе биде неизвестно. Ова што се игра на неутрален терен е веројатно единствената предност за Работнички пред овој двомеч. Белорусите се во полн надпреварувачки ритам, таму сезоната е во полнек. Освен тоа, имаат 6 победи поред. Сега, Работнички остана без неколку првотимци од минатата сезона. Донесоа засилување, ама колку тие ќе бидат подготвени за овој двомеч со белорусите. Мотивација ќе биде и следниот противник. Победникот од овој надпревар игра со Макаби Хейфа од Израел. Ќе биде неизвестно, иако Работнички знае како да одигра во Европа. Силекс гостува на првиот надпревар кај Дечич во Црна Гора. И овде очекувам неизвестност. Силекс усвари минатата сезона беше најголемото изненадување во првата лига. Завршија на второто место на табелата со само 3 бода помалку од шампионот Шкендија. И ете ги во Европа. И реално добија противник по мерка. Тука негде се според квалитетот и двете екипи, со тоа што мислам дека Силекс ќе помине понатаму. Останаа без најдобриот од минатата сезона Марко Ѓорѓиевски, но на негово место го донесоа Мирчевски. Донесе уште неколку квалитетни засилувања, така да мислам дека се подобри од минатата сезона. Освен тоа, Дечич направи тренерска смена само 5 дена пред надпреварот со Силекс. Со нов тренер што во тимот е само 5 дена пред првиот европски надпревар, не знам колку може Дечич да се справи со Силекс. Победникот од овој двомеч игра со Рапид Виена. Тој уште еден мотив плюс за тимот од Кратово. И тоа е тоа. Некако оптимистички од моја страна, ама мислам дека е време за малце подолго европско лето за македонските екипи од она што сме навикнале до сега. Дечки, не заборавајте да притиснете subscribe на YouTube каналот BMG Network и следете на социјалните мрежи. А ја тука се одјавам. Имајте убав ден. Чао!